Ова видео е создадено исклучиво за едукативни цели. Ние не сме финансиски советници и не гарантираме добивка. Секое тргување е ризично. Информирај се добро и консултирај се со лиценциран експерт пред да донесеш финансиска одлука. И дојде последното видео што треба да го знаете, односно приказ на трейд што го фатив и што ми донесе 7700 евра. Започнуваме од она што го кажавме. Тренд, зона на интерес. Значи овде имам најдено е зона на интерес, кај што има цената одреагирано 3 или повеќе пати. Викли ми е бериш, дейли ми е булиш и 4 сати ми е бериш. Сега. Значи кажавме дека дейли може да биде булиш. Главна цел ни е нас големиот таймфрем. Значи бериш, односно викли. Во ситуацијата ова свеќе е последната што ми донесе профит на мојот трейд. Но на што сакам да ви доловам, да не ја гледате последната свеќа, че ценава првично, кога правев анализа, во неделата беше вака. Што гледам овде? На викли гледам викли пимбар. Нели рековме пимбар од зона на интерес има потенцијална реакција за реверзал, односно промена на насоката на цената. Овде гледам отворен fair value gap. Значи на викли правиме мовет. Отворен fair value gap. Цената стигнала во зона на интерес, реагира во зона на интерес, реагира во fair value gap. Ако тргнеме Фибоначи од последниот хај до последниот лоу, нели гледаме сел. Гледаме дека цената се искачила над премиум. За викли забележуваме дека имаме викли пимбар и ретест во зона на интерес. Дейли зона на интерес. Дейли ретест имаме во дейли зона на интерес, психолошки левел. Овде имаме повторно отворен fair value gap на дейли, што ни дава како екстра конфирмација. Можеме да видиме дека петокот ни дал пин-бар. Пин-бар беше патерн што очекуваме можна реакција и потенцијален реверзал. Она што следно очекував беше 4 сати да добијам брейк под овој лоу. Во таа ситуација имав 4 сати булиш, значи во ситуацијава сам булиш. Зошто булиш? Имаме high, low, higher, high. Кога почне вела, значи low, high, low, high. Ова е внатрешна структура. Low, нов higher, high. Последен low, последен high. Овде имаме low, нов higher, high. Значи во ситуацијава ни овој последен low, односно higher low, а ние чекаме да биде break да постане lower low. Подиме симулирано. Ова е маркет опен во понеделникот. Во ова ситуација си имам брейк на 4 сати. Че може да се види дека свеќава се затворила со 4 сати долу. Значи се затворила под овој лоу, фактички 4 сати мене ми е бериш. Тоа што го чекав како entry сигнал. Но не е доволно. Рековме, ако 4 сати чекаме брейк, одиме на помал таймфрем да бараме екстра конфирмација. Се спуштив на 30 минути. Во оваа ситуација 30 минути не бил бериш и во овој момент постанува булиш. Че од овој момент постанува булиш. И што рековме, ние чекаме повторно да стани бериш за да играме сел, односно по малиот таймфрем да ни отвара приказната, да ни ја кажува приказната за поголемиот. И сега овде имаме нов брейк. Значи ова е последен хај на 30 минути. Едно уназад е последен лоу овој овде. И што се чека? 30 минути да ни ја диктира цената. Да добијаме брейк на 30 минути и на еден сат да имаме ингулфинг. Она што чекавме, видлив брейк. Во ситуацијава, значи имаме нов хај, нов брейк на хај. Значи ако имаме нов higher high, имаме едно уназад higher low. Ние чекаме да добиеме lower low. Ова е да чем понеделникот се отвара и добиваме нешто што ова е, значи ние чекаме овде 30 минути. 30 минути се чека за една свеќа. Значи овде сега е брзо и е лесно и едноставно, но во реално време ви треба трпение. Овде добивам брейк во 15:30. Ако одиме на 1 час, имаме engulfing candle. Сега,
моменто јас влегов овде, зошто? Оти веќе беше ценава испалена многу под овој лоу. Значи беше многу под овој лоу испалена. И сега иде да сумираме. Значи, налик на Head and Shoulders на 30 минути, имаме брейк на 30 минути, значи 30 минути е bearish, 1 сат имаме engulfing candle, 2 сати имаме преголем engulfing candle и 4 сати имаме преголем engulfing candle. Стоп лоусот ми беше 10 пипови или 15 од оваа структура, па точно вака беше поставено, точно е вака. Како изгледа ценава што се формира? Значи, потенцијален higher low. Овде имаме lower low, уназад lower high. Значи, ние чекавме потенцијален lower high. И сега ценава испали многу подлабоко, значи не сме влезени онма на почетокот, туку сме влезени пред средината. Дали се разбираме? Значи 4 сати брейк, помалиот таймфрейм ни дава назнака, каква назнака? Значи имаме Head and Shoulders, имаме брейк на структура, 1 сат имаме engulfing, 2 сати имаме engulfing, 4 сати имаме engulfing. И што се случи? Ценава имаше експанзивен пуш надолу. Значи чувството преубаво. Сега овде моментот беше малку страшен. Отиде се враќа ретест во entry сигнал. Поточно во ентриот. Што се случува? Се вртка во ентриот и онма голем пуш. Значи овде цената моментално ми имаше достигнато на еднава позиција 2 со 7, на другава 3 со 38. Пазете. Значи пута 2 со 7 и пута 3 со 38. Нешто што ние чекаме 1 со 2. Сега овде сум имал можно да земам 2 со 7 и 3 38. Но што правам? Мене таргет потенцијален ми беше овој fair value gap на daily овде. Значи овој fair value gap кај што сакав цената да се спушти. И викам окей, ќе ја држам позицијата, одам по овој да речем fair value gap и таа структура што беше на 4 сати имаше овде liquidity, она што чекаме да се собери. Што се случува? Овде бев околу 6000 евра во профит. Значи 6000 евра во профит. И оставам цената, доди full target и ценава ми се враќа во entry точката. Значи ке што влегов од 6000, гледате како ценава полека ви се враќа и во овој момент јас бев на 0. Овде бев на 0, овде бев на некоја ситна сума, да речем, споредба со ова. Но, што се случи? Daily ми остави викли преголем, значи вик отворен, што го таргетирав да се потполни со следна свеќа. Нели рековме, виковите, ако не се пимбар, ако не се реакција, се оставени во контра смер, да речем. Ако беше со голем вик нагоре, ќе беше пимбар реакција за сел. Но ова е голем вик надолу. Значи, нешто е вратило цената. Што е вратило? Ретест во премиум, ретест во пак во fair value gap и многу други работи. Сега бев, мислам, сигурно. Мојата сигурност не значи ништо, но системот што го работам ми дава до знаење дека овој вик треба да се потполни. Океј, иди ситуација на 0, значи овде се емоции во прашање и значи она што кажам идентитет и карактер што стварно треба да издржите, пошто ова е нешто многу потешко во споредба со техничката анализа. Што се случува следниот ден и то што очекував да се потполни daily викот да се потполни со тело. Тоа се случи. Значи daily викот се потполна со тело. Сега бев стварно, да речам, премногу емотивен, мислам, ме фатија емоциите пошто ми се врати на 0, но не се откажав. Потенцијалниот таргет ми беше овој лоу овде. Значи потенцијалниот таргет ми беше овој лоу, но јас излегов ко се собра овој лоу овде. Значи овде имав 1 со 3, овде имав 1 со 3,67. Што направи цената? Цената замина full target. Поточно, се извинувам, беше уште подолу. Вака нешто беше. Че имав повеќе 1 со 3 и околу 1 со 4 беше. Не го држав скроз до крај, не беше некоја голема цифра во прашање на го држав до крај, но целта со
трейд со оваа позиција ми беше да ги доловам и да ви докажам дека тоа што го учевме изминатите часови се повторува, ќе се повторува и ќе ни биде како услов да го знаеме за да ја донеси можен капитал. Значи, ево, се ова што кажав во ова видео, вратете уназад и проучувајте и ги работите. Што стварно, алгоритмот работи, системот работи и оно што треба е да сме трпеливи, да сме спремни. Че да сме спремни во преголем плюс, да ни се врати цената и повторно да држиме. Да сме спремни да ни сврли. Да сме спремни и директно да влези во профит. Значи, секакви ситуации ќе имаме на маркетот, а кој победува? Победува оној што цврсто верува во системот пред се и што не по секоја цена треба да се само парите во прашање. Отворајте го мозокот и гледајте што се случува. Тоа е најбитно. Значи, секоја свеќа ви диктира што прави. Следете, тренирате и бидете силни. Што е бизнис? Е за силни. А за слабите и меките не го препорачувам. Вежби нема да имаме во смисла да снимам јас вежби како работам и што правам. Туку ве замолувам секој лайв што го правиме во недела да го следите, да го гледате, изминатите снимани видеа што се во недела, да ги гледате. Зошто? Се тоа го зборувам таму. Го зборувам трендот, зборувам зона на интерес, бараме реакции. Значи, се овде што зборувам, како вежби можете да гледате лайв, ако не сте во можност да гледате на YouTube каналот во лайв секцијата. Бидејќи нема можност да отворите позиција така што ќе напишите со колку пари сакате да ја отворите позицијата, тоа треба да се пресмета во лотови, а тоа го правите преку оваа страница. На Google пишувате MyFX калкулатор и ја отварате првата страница. Истиот линк ќе го имате во дескрипција. Кога ќе ви стигне известување на нашата Telegram група кој валутен пар го отвараме, истото тоа го барате и на страницата. Ќе ја земеме последната позиција за пример. Во групата пишува GBP Audi Sell. Значи, на FX калкулатор, во Currency Pair бараме GBP Audi. Подолу, во Account Currency, обележувате во која валута ви е акаунтот на брокерот. Најчесто е евро. Account Size ставате колкав капитал имате. Тоа може да го видите на MetaTrader 5 апликацијата, во Trade Section и гледате Equity. Јас ке ставам да биде 1000. Следно, во Risk Ratio ставате со колкав процент сакате да влезите во позицијата. Во овој случај влегуваме со 10%. Потоа имаме Stop Loss Pips. Тоа го има секој пат кога испраќаме позиција на Telegram. Во овој случај е 57.5. Наредно, Trade Size Lot го оставаме на 1. Стегате Calculate и долу ви пресметува. Во Sizing ви пишува со колку лотс да влезите во позицијата. А погоре над него гледаме конверзија, односно 10% од 1000 евра, значи дека влегуваме со 100 евра во оваа позиција. Кога ги имаме сите овие информации, одиме на нашиот акаунт, стегаме плюс и го бараме нашиот валутен пар, во овој случај GBP Audi. Откако ќе го обележиме GBP Audi, во овој дел овде пишуваме со колкав лот влегуваме. Во овој случај влегуваме со 0,31. Stop loss може да го пронајдеме на Telegram групата. Следно, одите на Take Profit и пишувате со оглед на тоа дека пишува Entry Signal GBP Audi Sell, ние стегаме Sell by Market и со тоа вашата позиција е отворена. Јас мислам дека е доволно и се надевам дека ќе ви биде од корист. До следно видување.